дојдовте. Добро дојдовте. Много години сте били здрави да ве славиме. Почитувам председателе на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Джафери, почитувани пратеници, присутни од нашиот македонски парламент, почитуван заменик председател на владата и министар за политички систем и односи меѓу заедниците Садула Дураку, почитуван подпредседател на владата за европски прашања Бујар Османи, почитуван председателе на ДУИ Али Ахмети, почитувани министри од владата присутни, почитувани председатели на другите политички партии кои што сте вечерва со нас, почитувани заменици министри, градоначалници кои што сте денеска со нас, ваши екселенции, амбасадори, членови на дипломатскиот кор во нашата земја, почитувани дами и господа, драги гости. Ми представува посебна чест што ви се обраќам на оваа свечена академија посветена на чествувањето на 22 ноември, денот на албанската азбука, кога се одбележуваат 111 години од одржувањето на Битолскиот конгрес, свикан за да се усвои унифицирано албанско писмо. Уште повеќе ме радува фактот што вечерашната свечена академија во чест на овој значаен настан од историјата на албанскиот народ и од историјата на Република Северна Македонија е само еден од низата настани организирани со голема почит овие денови по повод денот на албанската азбука, со што уште еднаш ја потврдуваме определбата на владата за почитување и унапредување на етничката и културната разноличност. Денот на азбуката се смета за еден од клучните настани во историјата на албанскиот народ. Ден кога албанското писмо, преку унифицирање и стандардизирање на азбуката, стана рамноправен дел од модерното формираните европски писма и дел од разноличното светско културно наследство. Во градот на конзулите Битола, избран за седиште на овој конгрес, кој се одржа од 14 до 22 ноември 1908 година, се собрале сите истакнати личности во културниот и политичкиот живот од почетокот на 20 век. Председателот на конгресот Митат Фрашери и подпредседателите Луич Гуракучи и Герк Киријази, председателот на комисијата Герч Фишта и други истакнати личности како Андре Мједа, Шахин Колонја, Сотир Пеци, Бајо Тупули и единствената жена на конгресот Парашчеви Чиријази, за да направат уште еден чекор во албанската култура и историја и да ја усвојат азбуката составена од 36 латински букви, која што е во потреба до ден денеска. Сведоштвото за важноста на конгресот во Битола, конгреси и манастирите, освен големиот број на делегати и албански интелектуалци, се и експонатите во поставката на Музеот на албанската азбука во Битола, каде се наоѓа одлуката за единствено, стандардизирано албанско писмо. Поставката се состои од 56 фотографии и повеќе од 230 дигитални и хартиени документи, меѓу кои и првиот пишуван запис на албански јазик од Пал Енџели од 1462 година. Ова година се навршуваат и 50 години од објавувањето на читанките за настава на унифицираниот стандарден албански јазик. Читанките на авторите Хаджи Фида, Хамза Рајка и на Муса Арифи, како и авторот на букварот Джеват Гега. Се вградени сите заедно во афирмацијата на албанскиот јазик, образованието и во негувањето на културните вредности на албанскиот народ. Јазикот и писмото, како најсилни основи на националниот идентитет, преку кој се чува
и афирмира духовното наследство, представуваат и потенцијал за општествена интеграција, образование и развој на една заедница која не може да обстојува изолирана и самодоволна. Во таа насока, наша должност и одговорност не е само да ги почитуваме, чуваме и негуваме етничките, националните, верските и културните разлики на секоја заедница, туку да го искористиме тој потенцијал за да се воспостави комуникација, разбирање, толеранција и заедништво. Одбележувањето на културните традиции, датуми и духовни наследства на другиот придонесува кон градење на едно и единствено општество за сите со проевропска и просперитетна иднина. Тоа е посебноста и суштината на нашето заедништво. Нека ни е честит денот на албанската азбука. Ju faleminderit.